Се ближи денот кога младиот Стојанче Димовски треба да замине на закажаното лекување во Кина, но се уште не се собрани средствата потребни за неговата 3-месечна терапија. Скромна е сумата која досега е собрана преку донации, а за лекувањето на Стојанче е предвидено дека се потребни $15,000. Родителите на Стојанче се надеваат дека во идните неколку недели пред поаѓањето за Кина ќе успеат да соберат дополнителни средства кои можат да пристигнуваат на нивната жиросметка или донаторските броеви и за време на нивниот престој таму. Па така, хуманите граѓани можат да му помогнат на Стојанче преку донација на донаторските броеви на VIP 077 143 705 и на T-Mobile 070 143 105. За донации отворени се трансакцијски сметки во Стопанска банка на име Димовски Стојан и тоа денарска 240 263 100 2093 и девизна 00 2631 1459. Стојанче Димовски има 11 години и боледува од церебрална парализа и спастична мускулатура. Поради ова, не може сам да се движи без придружба. Стојанче досега бил на повеќе третмани, бањски лекувања како и оперативни зафати на тетивите, но нова надеж за подобрување на неговата состојба добива од интернационалната болница Жингфанг Ред Крос од Кина, која се бави со алтернативна медицина. Поради ова, Фондот за здравствено осигурување не може да ги покрие трошоците, па останува преку донации неговото семејство да ги собере потребните $15,000 за негово лекување. Досега и повеќе организации и здруженија организираа хуманитарни акции за помош на Стојанче, а се очекува како се ближи 1 декември, датумот кога тој треба да замине за Кина, да ги има и повеќе. Пред 10 дена започна реконструкцијата на физикалното оделение во Општата болница во Велес. Станува збор за проект кој е финансиран од Министерството за здравство. Зградата каде што е сместено физикалното оделение е стара околу 100 години. Со овој проект оделението ќе добие комплетно нов лик. Оделението ќе се реновира во целост, значи ќе се до голи зидови ќе се исчисти сево што се наоѓа досега во оваа зграда, заради тоа што таа зграда е стара скоро 100 години. Ќе се стави нова дограма, односно прозорци и врати, струјата ќе се смени, водоводот и канализацијата. Пациентите кои во моментот ги користат услугите на физикалното оделение, прегледите ги извршуваат во дневниот центар за зависници. Директорот на болницата Атанас Василев вели дека засега пациентите кои доаѓаат за преглед, лекарите, амбулантскиот третман го извршуваат во дневниот центар за зависници, а додека пак лежечките пациенти се сместени на нервно, а дел на ортопедија. Иако засега нема несакани инциденти помеѓу пациентите од физикални и наркозависниците, сепак директорот Василев вели дека на дневниот центар за зависници не му е местото во кругот на болницата. Да, нема е местото ни во болницата, ни во близина на училиштето, заради тоа што се жалат и пациентите, и посетата, и советот на родители од училиштето Блаже Коневски си има пожарено, така да сметам дека треба овој наркоцентар да се дислоцира од болницата, да се префрли во други простории, надвор од кругот на болницата. Градоначалникот Чадиев пак вели дека неколку пати се разговарало за дислокација на дневниот центар за зависници. Вели дека локалната самоуправа ќе се обиде да најде решение за овој проблем. Имаме разговарало не конкретно што би било со наркоцентарот, истовремено да кажам дека тоа е проект на Светска банка и на здравствените организации, значи не е проект фиксен за општина Велес во моментов, бидејќи она што требаше општина Велес го направи. Најдовме заеднички јазик пред неколку години, нашите обврски што беа се исполнети во тој сегмент, ние ќе поразговараме во секој случај доколку се најде нека подобра локација кај што треба да им се помогне во секој случај на луѓето во заедничка соработка со Министерството за здравство. Инаку за пациентите да се чувствуваат безбедно и за да нема средби помеѓу двете групи на пациенти, физикалното оделение започнува подоцна соработа. Односно зависниците својата терапија ја земаат до 10 часот, а додека пак пациентите на физикалното оделение прегледите ги започнуваат во 11 часот. Камповите одстранети, но ѓубрето остана. Вака изгледа местото каде до пред неколку дена беа поставени кампри колките во близина на езерото Младост. Собствениците на кампри колките оставија се што им беше непотребно, па сега службите на јавното комунално претпријатие Дервен имаат полни раце работа. Оно што не загрижува и што е
загрижувачки и разочарувачки е што на овој дел остана голема депонија. Сведоци сме дека позади нас постои депонија од шут, од разни отпадни материјали кои не оставаат пријатна слика за самото езеро. Камперите се туристи кои што ја почитуваат, ја негуваат природата и ваков однос сметаме дека не им прилега. Собствениците на приколките по подолги преговори со локалните власти попуштија. Ги отстранија приколките од езерото Младост, но дел од нив веќе се пренесени кај Бабуна. Од општина Велес велат дека останале уште неколку приколки кои доколку не ги отстранат самите собственици, тоа ќе го направат надлежните служби. Можеме да видиме дека кам приколките кои што се наоѓаа овде во најголем дел се отстранија и тоа е добро. Останаа уште неколку кам приколки и по пронаоѓањето на собствениците кои ќе бидат известени дека треба да се отстранат. Доколку тие не бидат отстранети, општина Велес сама ќе биде приморана да ги отстрани. Во моментов на езерото Младост интензивно се работи на изградба на цевководот кој ќе носи вода во тамошните објекти од градската мрежа. Локалните власти очекуваат работните активности да завршат за неколку месеци. Се кратат средства во програмата за локален економски развој. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз изјави дека за оваа програма и за програмата за информатичка технологија се скратени 4 милиони денари од буџетот на општина Велес. За поддршка на локалниот економски развој со двете кратења на пари скратија цел 1 милион денари и со што уште пострашно реализацијата за 9 месеца во оваа година изнесува само 29%. За поддршка на развојот на туризмот, исто така со двете кратења на пари скратија цел милион денари од предвидените, а реализацијата на подпрограмата за развој на туризмот за 9 месеца во оваа година изнесува, замислите, поразителни 0%. За изградба на комерцијални објекти со двете кратења на првично предвидените средства скратија цели 3 милиони денари, а реализацијата е само 38% за 9 месеца. Опозицијските советници велат дека ова укажува на слабата реализација на она што за време на изборите го ветила локалната власт во областа на локалниот економски развој и информатичката технологија. Тие велат дека биле против кратењето на средствата во овие програми, како и против општото кратење на пари за реализација на предвидените проекти. Во време кога СДСМ беше на власт во Велес, програмата за локален економски развој не постоеше. Ова се дел од зборовите кои стојат во реакцијата на општина Велеса како резултат на обвинувањата на опозицијата во Советот. Од општина Велес сметаат дека имаат забележителни залагања во насока на локалниот економски развој. Споредено со 2008, како што стои во дописот, кога за ЛЕР биле реализирани околу 220.000 денари, оваа година, велат од локалната самоуправа, во првите 9 месеци потрошени се 1,7 милиони денари за истата намена. Од општина Велес им порачаа на советниците предводени од СДСМ да ги земат во предвид фактите пред да решат да создаваат погрешна слика кај граѓаните. Предлог програмите за работата на општината во сите области за следната година ќе се најдат пред советниците на следната 12-та седница. Истата е закажана за вчетврток, на еден ден пред законската обврска за донесување на програмите. Председателот на општинскиот совет Александар Колев вели дека за прецизирање на програмите општината спровела низа активности. Во интерес на транспарентното и јавно работење, општина Велес во изминатиот период носењето на програмите за работа го реализираше во неколку фази. Најпрво се најдоа на разгледување пред советниците како нацрт програми, за потоа истите да бидат предмет и на јавни расправи каде што граѓаните и представниците на разни здруженија и организации имаа можност да презентираат своји размислувања и предлози. Исто така, нацрт програмите за работа на општината во 2014 година беа презентирани на тркалезни маси со различни групи на граѓани од доменот на спортот, културата и бизнис секторот, со единствена цел за што поголема отчетност и прецизност во информирањето каде се трошат средствата на локалната самоуправа.
Коле вели дека при изготвувањето на програмите било земено в предвид мислењето на јавноста. Средбите и јавните расправи придонеле за одделни измени кај конечните предлог програми во однос на нацрт програмите. Општината се водела според предлозите на граѓаните, но и на релевантните представници на одредени целни групи. Има забелешки прифатено како резултат и на јавните расправи, како резултати на овие тркалезни маси, сугестиите од спортските, културните работници, бизнисмените од градот и има вметнато во самите дефинитивни програми кои што треба да ги донесе Советот, така да тие се разликуваат во значајна мера од нацрт програми. Предлог програмите за работата представуваат оперативни планови, од кои зависи целокупната работа на општината во следната година. Врз основа на нив, локалните власти потоа ќе го изготват и буџетот за 2014-та. Во акција на секторот за внатрешни работи од Велес, викендов беа спроведени мерки за сузбивање на незаконити действија според законот за лов и законот за оружје. Акцијата се спроведуваше низ целата земја, а во Велешкиот регион се констатирани неколку прекршоци. На ден 10 ноември 2013 година, при извршените контроли на подрачјето кај место викано Долгери до село Голозенци, како и атарот на селата Теово, Ораовдол, Мокрени и Габровник, констатирани се 2 прекршока од Законот за ловство и 1 прекршок од Законот за оружје. Од лицето со иницијали СТ на возраст од 40 години од Велес одземени се 3 кг месо од дива свиња, додека од лицето со иницијали РП на возраст од 52 години од Велес одземена е 1 полуавтоматска пушка. Истите се товарат дека сториле прекршоци од Законот за ловство, односно не поседувале дневна дозвола, додека вториот прекршок кој го сториле е не го пријавиле одстреланиот дивеч кај концесионерот. Третиот случај, односно прекршокот во делот на Законот за оружје е лицето БС на возраст од 58 години од село Оморани, одземена е ловна пушка, бидејќи истиот не поседувал уредни документи за незе и не поседувал дозвола за поседување. Во контролите кои биле извршени викендов биле претресени вкупно 321 возило, а легитимирани биле 26 лица. За прекршителите на законите ќе следуваат казнени мерки согласно Законот за лов и Законот за оружје. За сторителите се предвидуваат парични казни. За нив одлучува Министерството за земјоделие по добивањето на целиот доказан материјал од страна на СВР Велес.